Значи, како што беше ветено од страна на новата влада, дека ќе има покачување на средствата за рамномерен регионален развој и таа се случи. Веднаш со програмирањето на новиот буџет, дури имаше 50% повеќе средства отколку предходните години, што сега можам да кажам дека и ние како Министерство за локална самоуправа и како влада сме задоволни од проектите што аплицирале од источниот регион во Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Можам да кажам дека источниот регион има вкупно добиено 11 проекти кои се на сферата на туризмот и животната средина. Верувам дека ние како влада ќе продолжиме уште повеќе да се трудиме да обезбедиме што повеќе средства за рамномерен регионален развој. Ставката не е започната, тоа е поставка која ние го планиравме да почне во рамките на проектот што го имаме со швајцарската амбасада. Верувам дека за брзо време наредната недела веќе таа поставка ќе започне и очекувам дека ќе бидат инволвирани и експерти кои што треба детално да ја анализират и да имаме веќе за брзо време готово. И последното прашање, што се планира со формираните бизнис центри во рамки на центрите за развој на источно план на регионите? Тоа е веќе една пракса која што се имплементира повеќе години. Овој пат исто така во рамките на проектот со швајцарската амбасада имаше и малце повеќе средства за бизнис центрите кои што треба да бидат во расположение на сите приватни и странски инвеститори на кои треба да им служат за да им обезбедат подетални информации за местото, за ресурсите кои што им стојат на располагање за инвестиција и кои што треба да им служат за што полесно и побрзо да спремат документација било во локално или централно ниво за спроведување на нивните инвестиции. На оваа служба веќе на дневен ред точки на своето за развој за Стефански регион се битно значи како за Берови регионот. Очекувам средства кои ќе значат нов поттик и развој за источниот регион. Општина Кочани, Ново поле, како стои? Општина Кочани, како и другите општини од истокот, имаат добри проекти, като чекавме овој повик доста спремни и конкурираме со овоите проекти, исто како и сите општини од истокот. Благодарам. Навистина е чисто задоволство да се биде во источниот плански регион и да зборуваме за локален економски развој. Во наредниот период UNDP ќе има и други повици, грантови шеми. Идејата е да се фокусираме на социјалната инклузија, да не изоставиме никого од развојните цели. Значи, ние како први ми е чест и задоволство што денеска присуствувам на седницата на источниот регион, да гледа како се води седницата. Освен тоа, источниот регион е од најдобрите региони во однос на апликациите, кај што ние објавуваме повик за прибирање на проекти. Во тој однос, значи, источниот регион е многу одличен, а во врска со вашето прашање дали ние ќе се бориме за средствата што се доделуваат против другите министерства, да се распределат според процентот на развиеност. Ние, како дирекција, па и министерот, се надевам дека и он ќе се бори за да тој 1% од законот за регионален развој да се почитува и тие средства да се доделуваат преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален рамномерен развој. Се со цел регионите да бидат рамномерно и рамноправно развиени сите региони. Значи, исто така, ќе се бориме ако не се стигне ова цел, да во иднина да размислуваме како да најдеме начин сите линijски средства што се дават за капитални инвестиции да се поделат според степен на развиеност.